По седми пат струмичките гимназијалци го одржаа хуманитарниот новогодишно божиќен концерт. 50 учесници на сцената, солисти, оркестар ги исполнуваа најголемите хитови на кралот на поп музиката Мајкл Џексон. И оваа вечер завршивме со хуманитарниот божиќен концерт кој седми пат поред се одржува во нашиот град. Се надевам публиката уживаше во музиката на Мајкл Џексон. Ние оваа година Мајкл Џексон го избравме како еден од најголемите хуманитарци во минатиот век, бидејќи како дел од 39 хуманитарни организации, тој секогаш беше таму каде што имало потреба за хуманост и затоа ние со нашата музика денеска и со музицирањето со учениците од Средното општинско училиште Јане Сандански сакавме да ја доловиме магијата на музиката, на танцот и на песната на Мајкл Џексон. Салата ни беше преполна, се надевам уживаше публиката во она што го проследи, бидејќи за ова беше вложено труд од прилика околу 3 месеци работа во кабинетот по музичка уметност и едноставно се обидуваме секоја година да се надминеме се повеќе со подобри и подобри настапи од претходната. Повеќе од 1 час траеше концертот на средношколците кои празничниот настап го замислиле како мултимедијално шоу и на него работеле неколку месеци. Беше навистина доста тешка, силна тема, можам да кажем посебно за оркестарот кој јас го водев, кој долг временски период го работевме, спремавме некаде околу сигурно 4 месеци напорна работа. Мислам дека се исплати ова кое го слушна струмичката публика по не знам кој пат веќе. Се надевам дека во иднина ќе пловиме по тие води, работејќи на по-сериозни и по-тешки теми. Ритмичката група од Јане Сандански е формирана од минатата година. Постоеше интерес кај децата за модерен танц и така да од лани веќе ученичките и учениците се мотивирани и работат на овој план. А посебна чест им беше овогодишниот божиќен концерт на кој што од октомври месец се спрема на позната сценографија и кореографија и мислам дека успешно го изведува тоа што требаше на овој концерт. Концертот на гимназијата Јане Сандански традиционално се подготвува со Младинскиот совет на општина Струмица. Оваа година средствата од продадените влезници, како и донираните пари се за лекување на Никола Новоселски, кој се наоѓа во коматозна состојба по преживеана тешка сообраќајна несреќа. Потребен му е третман со матични клетки во Русија за подобрување на здравствената состојба.